Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема "Исцелените луѓе ги лекуваат другите". Ова видео ќе биде многу интересно, особено затоа што оваа тема ќе биде представена преку еден пример за една мајка и за едно дете. Мајката секој ден на своето дете на училиште, кога одело, му испраќала една кутија со храна во која што таа му оставала по една салфетка на која што имало напишана една порака за негово вреднување. Например, пишувало "Имај убав ден, мама многу те сака" и така натаму. И меѓутоа се случува едно негово другарче неколку дена со ред да му ја зема салфетката со порака и откако ќе ја прочита и тоа да ја искине на парчиња. После неколку дена незиното дете го кажува проблемот и мајката наеднаш силно изреагирала во тој момент, велејќи па како може тоа да се случува, да му се случи на моето дете, како се осмелува тоа дете едноставно да ги земаат пораките јас кои што ти ги пишувам за тебе и да ти ги кине. Меѓутоа, кога увидела како незиното дете наеднаш чудно ја гледа својата мајка кога така изреагирала, таа сватила дека ќе треба да се врати во својата стабилност, во својата нормалност, едноставно и да си го постави прашањето всушност што е она што јас како родител треба да направам за да му помогнам на моето дете. И кога почнало незиното дете да ја прашува: "Мамо, зошто го направи моето другарче тоа? Зошто ми ја искина мојата салфетка?" Мајката тогаш сватила дека таа, за да може да го разбере однесувањето на неговото другарче, всушност треба да слезе на ниво на незиното детско битие, да слезе на ниво на незините детски спомени и за да може да му помогне. И во тој момент почнале да се навистина да се јавуваат одредени незини спомени од самото детство, кога и таа самата се присетила како во еден момент кога имале одреден проект на училиште, како незината другарка носела одредени играчки и тие денови се имала големо чувство на гнев, имала големо чувство на горчина во себе и на лутина, затоа што таа од дома не можела да донесе такви убави и нови играчки како што имала незината другарка. Значи не можела да го добие тоа што го имала незината другарка. И всушност овие и незини детски искуства, значи кога повторно се поврзала со тие чувства незини, сватила дека и дошло идеја дека треба всушност да му помогне на тоа дете за да може и тоа да се чувствува подобро. И дошла до најнаш во умот и дошле идеи како да му помогне на тоа другарче, на незиното дете, за да може да се чувствува подобро. Веднаш другиот ден, кога тргнало незиното дете на училиште, таа му кажала дека во неговото кутивче за јадење ќе има овај пат две пораки. Едната порака за него, другата порака за неговото другарче и дека ќе треба да му го даде на другарчето. И во првата порака за незиното дете пишувало: "Ти си супер, те сакам тебе мама најмногу на свет", а на втората порака пишувало: "Ти си најголемата звезда, голем и топол поздрав од мајката на твоето другарче." И кога си дошло од училиште, незиното дете таа го прашала: "Добро, сине, како си помина на училиште? Се сретна со твоето другарче, дали му ја даде пораката да ја прочита?" И тој рекло: "Да, се сретнав со другарчето, му ја дадов пораката", и го прашала како изреагира твоето другарче, што направи. И тоа и рекло: "Па ја зеде во своите раце, ја читаше и после тоа ми ја даде мене и ми рече јас да ја искинам." И мајката рекла: "Добро, интересно, а што направи ти? Дали ја искина пораката?" И тоа и рекло: "Па секако, мамо, јас не ја искинав пораката." И од ова што незиното дете и го кажало, таа сватила дека всушност на почетокот другарчето покажало одреден отпор во неговото однесување, меѓутоа откако ја прочитало пораката, детето ја осознало, го добило она што навистина му било потребно во тој момент, а тоа и тие денови, значи затоа што кога несоодветно се однесувало, всушност детето ја добила вредноста која што
Толку многу му била потребна со читањето на пораката, всушност самото си ја исполнило својата собствена празнина во својата душа, во своето срце и таа енергија која што ја добило преку пораката едноставно ја го неутрализирало неговото негативно однесување, несоодветно однесување да може да ја искине пораката и токму поради тоа значи му вели на нејзиниот син ти земи направи го тоа. Значи самата мајка сватила со тоа негово однесување дека била на добар пат и дека всушност она што навистина сакала да го направи, успеала да го направи, да се почувствува добро детето и со тоа што едноставно добила на некој начин потврда за неговото постоење, за неговата вредност, она што навистина му било потребно како дете. И со тоа што сватила дека била на добар пат, таа разбрала дека уште повеќе му треба дополнителна храброст, да го охрабри другарчето и решила и другиот ден да тргне по истиот начин. Значи, кога отишло незиното дете на училиште, му испратила 2 повторно салфетки со пораки и на првата салфетка напишала за своето дете, напишала ти си најдобриот син на светот, тебе мама најмногу те сака, а на втората напишала ти си шампион, потопло те поздравува повторно мајката на твоето другарче. И кога се вратил повторно нејзиниот син од училиште и го прашала како си помина сине на училиште, дали се сретна со твоето другарче, дали му ја даде пораката, и тој рекло да, се сретнавме, му ја дадов пораката и што направи твоето другарче со пораката, па тоа цело време гледаше во пораката, ја држеше во своите раце и мајката нестрпливо рекла добро, дали воопшто му се допадна пораката. И синот ти рекол цело време гледаше во пораката, ама кога го крена погледот, кога ме погледна мене и силно ми се насмевна, што значи дека навистина мамо му се допадна твојата порака. И тогаш мајката навистина импресионирана, значи самата восхитена од она што успе да го направи, да му помогне да детето да се чувствува подобро, да се чувствува поисполнето, си го гушнала своето собствено дете и му рекла браво маме, ти си шампион, значи ние успеавме да му помогнеме на твоето другарче. Што е она што свесното родителство всушност сака да ни го долови овде, е тоа дека такви моменти, такви предизвици во животот на родителите со децата ќе се случуваат, значи особено кога некој дете сака, значи да ќе покажува недолично однесување спрема нашето дете, така да треба овие моменти, овие настани да ги сваќаме како едни прилики во кои што родителите ќе си дадат шанса, значи ќе ги иствојат како златни можности в животот, дека му дава едни златни можности да можат повторно преку своето дете да се поврзат со своите проблеми од своите детства, нерешени остатоци емоционални од своето детство, да ги разберат, да ги сватат, за да можат после тоа да сето тоа да му го пренесат и да му помогнат на другото дете преку своето дете. Значи, тоа е смислата и постоењето на свесното родителствување во насока на тоа да ги учиме нашите деца на едно разбирање за себе преку, значи, своето собствено разбирање, да ги учиме и тие како да се разбираат себе си, како да се поврзуваат со своите чувства, за да можат и тие да се поврзат со другите деца и да му помогнат и на другите деца кога пројавуваат такво несоодветно однесување. Затоа што во основата на човековото постоење е поврзувањето едни со други, со цел да си помогнеме, со цел да покажеме она што е во основа на човековото постоење, значи тоа е да си ги докажеме нашите човекови карактеристики, а тоа се нашата хуманост, нашата потреба да помагаме, нашата способност да ја развиваме за емпатија, нашата да бидеме чувствителни спрема другите, да имаме милост спрема другите, да имаме носочувство спрема другите. Значи, и се она што ни се случува со нашите деца во моментите кои што
кога не се пријатни, најмногу да сватиме дека тие се нашите сушност најголеми предизвици за да влеземе во едни златни прилики на учење, на свесно учење и свесно родителствување со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.